Добро вечер, почитувани гледачи, во отвореното студио на телевизија Нова. И денес ќе разговараме за политичката криза, бидејќи настаните од ден на ден, од час во час се менуваат, но политичката криза некако не го гледаме крајот се уште, иако велат аналитичарите, па и некои политички партии дека работата се движи. На оваа тема ќе разговараме со Зоран Шапорич од ЛДП. Добро вечер. Добро вечер. Со Љупчо Пренџов од ГРОМ и заменик министер за локална самоуправа. Добро вечер. И Ибрахим Мехмети, политички аналитичар. Добро вечер. Добро вечер. На почетокот на емисијава во вестите имавме неколку прашања со Гоце упатени и до нашите репортери. Јас веќе ги најавив дека истите прашања ги имам до вас. Господине Пренџов, со вас да почнем. Вие сте на некој начин дел од власта, можем така да речем, или поблиски до власта. Може би имате одговор на прашањето до кога ќе трае политичкава криза и како вие како партија гледате на ново настанатата ситуација. Денеска председателот Иванов целосно ја повлече аболицијата, а опозиционерите и шарената револуција најавија ќе протестираат и понатаму, потаму и насловот на направив на аболицијата повлечена, протестите продолжуваат со исти, слични или нови барања. Добро, благодарам. Најнапред би сакал да кажам дека Република Македонија, според ГРОМ, ја доживува и преживува најтешката политичка криза од своето самостојување до денес. Сметам дека оваа криза е многу поголема и многу поштетна за државата, дури од конфликтот кој што го имавме во 2001 година. Не би сакал да елаборирам како почна целата криза, која започна целата криза. Тоа го знаеме многу добро сите, го знаат добро граѓаните. Тоа беше одлуката на Зоран Заев да не ги признава изборните резултати од изборите во 2014 година. Имаме многу работи на дневна политика, кој што ви кажувате вие, но она што е суштинско и кое што е стратешка определба на опозицијата, тоа е да се делегитимира народот и народната воља во Република Македонија, затоа што во едно демократско општество најважно е да имате народ и да имате избор, тој народ да направи избор. За жал во Република Македонија на македонскиот народ не му се дозволува да излезе на избори и да го направи тој избор. Се што е како решение на политичката криза, а не се викаат избори демократски, тоа е тлење на проблемот, ставање под тепих на проблемот и не е никакво решение за кризата. Сметам дека целта на СДСМ е да го одземе овој легитимитет од страна на граѓаните, а според мене одземањето на легитимитетот на народот е многу посуштинско од било кои други штеди кои што ги трпи Република Македонија и на економски план и на меѓународен углед и така натаму, бидејќи од оваа криза единствено кој што изгуби тоа се граѓаните на Република Македонија, а политичките партии можат победите или поразите да се тумачат на свој начин. Ја спомнавте шарената револуција, протестирам, невладини организации и така натаму. Нашиот став како политичка партија, многу пати сме го кажали и за невладините организации, и за Пажинскиот договор и така натаму. Она што сакам да го кажам е тоа што оние кои што повикуваат на правда и на стопирање на наводен криминал се истите тие кои што штампаат лажни лични карти, лажни пасоши, кои што уценуваат луѓе и рекетираат со нелегално стекнати материјали, па се прашувам за каква правда зборуваме кога ги слушаме по улиците. Се борат за скромност, а кога ќе видите каков мултимилионер е Зоран Заев, Шекеринска, Шилегов и останатите, Вице Заев, ова што го видовме из медиумите, тоа ми воопшто не ми личи на скромност, така што имаме определени искривени вредности. Да сублимирам, не би сакал да одземам многу времето, би сакал да кажам тоа дека за сите оние кои што се организатори на протестите, кои што се во првите редови, кои што бојаат, уништуваат и така натаму, за нив тоа е работа, обичен бизнис, тоа многу пати сме го видели и е докажано. Но за нас граѓаните на Република Македонија, како што кажуваше и нашиот покоен председател господин Кирил Глигоров, Македонија е се што имаме и затоа ние како политичка партија често пати имаме проактивна улога во оваа политичка криза и ќе се трудиме секогаш да бидеме на спротивната страна од барикадите кога гледаме дека имаме антидржавни сценарија и уништување на државата.
Го споменавте Зоран Заев и СДСМ. Ние немаме представник од таа партија, имаме представник од ЛДП, кој е дел од опозицијата, господин Шапорич. Господинот Пренчов праша каква правда барате и зошто не му дозволувате на народот да излезе на избори да гласа за оние што сака да гласат. Значи тоа е како одговор на него и вашиот став околу ова, бидејќи вечерва на чело на колоната на Шарената револуција и вашиот лидер и останатите лидери на политичките партии, мислам дека довече треба да имате составници на вашите извршни одбори, централни одбори. Имате ли представа за што ќе стане збор? Неколку прашања во едном, но сублимирайте во... Најпрво што кажа Пренчов, дека кризата е почната и пред објавувањето на материјалите кои се прислушкувани или така наречените бомби, со исфрлањето започна поинтензивно, таа трае подолго време, со исфрлањето на пратениците од собранието пред овие избори. Инаку се разбира, секоја криза мора да заврши со избори. Но прашањето е какви избори. Стана збор за одземање на легитимитетот на граѓаните. Апсолутно не станува збор, затоа што во најмала мера се проблематични овие резултати и затоа беа оспорувани од страна на опозицијата. Видовме во материјалите дека, а и сега гледаме дека е нереално 1.850.000 избирачи да имаме во наша држава, бидејќи беа издавани од другата страна, баш од овие разговори, не знам, во Струмица 300 лични карти, па во еден стан 80 души, па има адреси на бензински пумпи, гласачи и така натаму, така да има безброј сомнежи за регуларност. Еве да видам поблак на изборите и затоа е неопходно да се обезбедат услови за кредибилни избори. Ова влада не може да го направи тоа, според нас, и затоа Либерално-демократската партија, кој и другата опозиција, смета дека е потребно целосно и детално пречистување на избирачки список. Затоа што има податок дека 260.000 луѓе се иселени. Тие се, разбира се, државјани на Република Македонија, имаат право на глас, но мора да бидат посебно издвоени на избирачкиот список, за да потоа лесно се провери дали тие гласале и дали влегле во државата. Зашто има големи сомнежи на овој дел. Потоа треба да се среди избирачкиот список, бидејќи вкрстените проверки покажуваат дека огромни несогласувања има, кои што беа во МВР за 2 до 3 дена кажани дека е сосема се во ред. Понатаму беше извршена теренска проверка во 3 дена, каде што наводно беа проверени близу 100.000 граѓани, што исто така јасно дека невозможно. И поред некои укажувања, реална бројка на гласачи кои што овде живеат никако не надминува 1.500.000 гласачи и 42.000 има гласачи за кои што нема никакви податоци или пак имаат немаат ниту лична карта, ниту пасош или пак не се види. Генерално, дали си тоа што ги споменавте и да е така или да не е така? Се фантомски гласачи или тие се Па значи јас лично мислам дека голем дел од тие се фантомски. Меѓутоа оние што се во диаспората има големи сомневања дека некој гласал наместо нив и ова беше спорнато дека издавани лични карти. Испаѓа дека опозицијата издавала лични карти за да ги изгуби изборите. Видовме прислушкуваните материјали кои беа објавени дека токму од власта беше режирано сценариото со личните карти. И затоа мислам дека ова може да се спроведе, значи само со една влада, преодна влада, која што ќе може да го спроведе овој процес, да го пречисти избирачкиот список, да спроведе она реформа минимална во медиумите, да овозможи услов за целосно кредибилни избори, како што велат представниците на меѓународната заедница. И јас верувам дека ќе резултира оваа криза со преодна влада и дека исто така верувам дека тука улогата на меѓународната заедница пред се европските... Ќе проговориме за сите елементи. Оти и тоа следува. Момент, господин Пренчов, знам дека имате реплика, дека не се сложувате и нормално да не се сложувате. Господин Мехмети, претпоставувам, вие не сте член на партија, ќе говорите од аспект на политички аналитичар. Не е прв пат, ни последен политичките партии да имаат различни видувања за
И најчесто за тоа кој е виновен за настанувањето на политичката криза. Но од таму, барем јас како новинар, заклучувам дека остануваат на таа позиција и има некои разлики околу излезлите решенија од оваа политичка криза. Како вие гледате на цела оваа ситуација за почеток, па после ќе продолжиме поотделно за секој аспект од зададените теми. Прво ќе одговорам на првото прашање или дилема. Не сум член на политичка партија и никош не сум бил. Значи, Имате време до малку. ден денеска. Па не знам дали веќе ако гледаме дека министер се станува со 20 и нешто години, ја имам 50 и нешто, значи дека веќе сум Два пати пропуштил сите шанси. Да, веројатно е така. Што се однесува до темава за тоа како да се дојде до решение и дали сме близко или подалеку од решение, слушајќи ги соговорниците, добивам впечаток дека не сме толку близко колку што би јас помислев. Ако гледаме ова денеска што се случи со повлекување на аболицијата, која што според мене не е само резултат на проста одлука на представител на државата, туку тоа е резултат на еден процес кој што се одвива подалеку од очите на јавноста, што е и нормално за вакви ситуации, кога имаме меѓународна посредничка мисија, имаме повеќе посредници или олеснувачи или како сакате наречете ги. И мислам дека оваа криза оди кон еден правец на решавање. Прашањето е колку ќе трае тој процес и на кој начин ќе заврши. И мислам дека, иако вие рековте дека е нормално да не се служуваат двајца соговорници од политички партии, ја не мислам дека тоа е нужно да биде така. Мислам дека и политичките партии треба да придонесат кон решавање на проблеми, особено политичките партии, бидејќи тие имаат моќта на решавање. Значи, они со нивните гласови во парламентот практично може да ги решат многу од овие дилеми за кои што ние зборуваме. И со инсистирање на својата вистина и на својата позиција, не сакам да звучам дека делам лекции, но сакам да зборам од аспект на човек што гледа од страна. Ако се инсистира на тоа, тогаш како ќе се стигне до решение? Ако двете страни, значи не зборам за моите соговорници, но двете политички опции, кои се сега главните актери во оваа драма, инсистираат на своите ставови до последен момент. Значи, доколку сметаат дека ако попуштиш малку од твојот став, дека тоа значи дека си слаб и дека си поразен, тогаш наистина ќе биде тешко да се дојде до решение кое што ќе биде автентично или аутохтоно. Туку ќе повторно ќе имаме решение кое што некој од наврши ќе дојде ќе го донесе, бидејќи очигледно дека нема морална сила, да речем, во политичките актери да соберат сила да рече да тука сгрешивме и другиот да рече дека ние овде сгрешивме и да видиме каде е излезот. И ова што го гледаме со граѓаните, мислам дека треба да се направи дистинкција помеѓу акциите на опозицијата и на самите граѓани. Бидејќи тука имаме малку понекогаш преклопување, некогаш мешање, но мислам дека е јасно дека во Македонија се раѓа една нова свест за моќта на граѓаните, како некако следбеници на политичките партии, туку како актери кои што можат да придонесат во овој процес. При тоа не сакам нема да одам да објаснувам кој е во право, кој е во криво, кој прави добро, кој прави лошо. Тоа се широки теми, но во принцип мислам дека е добро да се развие овој блоковска биполарен свет во кој што живееме, веројатно. Што мислам дека е штетно, затоа што не самото по себе што постојат два блока. Тоа е секаде постојат. Но доколку не постои сила внатрешна да се признае дел од вината или од грешката или погрешна проценка, да се направи компромис, мислам дека ќе биде тешко да се оди напред. Добро, одиме со првиот блок реклами, а веднаш потоа се враќаме со репликите на Пренџов и контрарепликите и понатаму, и така натаму. Ја имам, да, не доврши.
Отворено студио на телевизија Нова, разговараме за актуелната политичка ситуација, што денеска има нови моменти. Председателот Иванов сосема ја повлече аболицијата, протестантите продолжуваат да шетаат по улиците, да ги фарбаат институциите. Дали тоа ќе продолжи утре, не знаеме. Разговараме со Љупчо Пренџов, Зоран Шапорич и Ибрахим Мехмети. Не ви треба прашање, господин Пренџов, мислам дека од преска. Зошто не се слагате со изјавата на Шапорич? Добро, ја побарав, да, реплика. Согласувам со неговата изјава дека секоја политичка криза се решава на избори. Тој спомна дека оваа криза почела многу поодамна, односно од декември, кога се носеше буџетот во Република Македонија. Верувам дека согласувате дека од тогаш помина и парламентарни два пати, локални избори имаше, кои што сега сам ги изгуби. Оние ги призна за локални избори во Струмица и во Куманово, така што тој аргумент мислам дека не држи. Исто како што не држи аргументот дека 1850.000 избирачи, а дека во Република Македонија живеат помалку луѓе. Сакам да ве потсетам дека согласно позитивни законски прописи во Република Македонија имаме институција државјанство. Апсолутно. Само на Само посебен завршам список. ако може. По институција државјанство се подразбираат права и обврски према Република Македонија и секој некој што има пасош или лична карта во Република Македонија, независно дали живее во или надвор од Република Македонија, може би истина заради студирање во странство, магистратура и така натаму, тој има право да гласа на изборите, односно има право да биде запишан во единствениот избирачки список. Така што доколку погледнете, ќе видите дека во Република Словенија, која што е членка на Европската Унија, соодносот помеѓу луѓе кои што живеат во Словенија и гласачи е многу поголем неголи во Република Македонија. Понатаму зборувавте и за ДИК, би сакал да ве потсетам дека зборувавте дека за контролите кои што се правени, дека немаме чист избирачки список. Тоа го води ДИК. Би сакал да ве потсетам дека во ДИК не гласале пола за овој избирачки список, туку 2/3 од членовите на ДИК гласале дека Република Македонија има најчист избирачки список до сега. Значи гласали ВМРО ДПМН, гласала ДУИ, гласала ДПА за овој избирачки список и гласаа експертите кои што ги прифати сте 4 политички партии и меѓународната заедница. И јас очекував барем да се одважи и ДУИ, ДП, меѓународната заедница да каже дека дека избирачкиот список е чист, бидејќи сите оние кои што ги јаминуваа со двотретинско мнозинство кажаа дека Република Македонија има чист избирачки список. Значи изборите не, да. Бидејќи вие споменавте Државната изборна комисија, довербата околу гласањето дали е прочистен или не, последно беше предлогот личен на Јоханес Хан дека можеби е добро да се формира едно меѓународно тело или експерти кои што ќе бидат гарантии, како и за Прежинскиот договор, за избирачкиот список. Што мислите околу таа идеја? Добро, исто така имаше и гром идеја за избирачкиот список, тоа ќе го ставиме како дел нашата програма за следните избори. Мислиме дека е уште подобро. А тоа е дека ние како политичка партија ќе предложиме да сте членови во Државна изборна комисија се избираат од редот на актуелните судии во основните, висшите, апелационите или управните судови. Тоа да бидат судии кои што ќе се бираат по случаен избор, по компјутерски пат и кои што покрај својот личен дигнитет и професионалност ќе гарантираат со својот имот. Тоа е различно од ова странците. Сметам дека ова нашиот исто многу добар предлог, затоа што сметаме дека составот тогаш нема да има ниту една политичка партија членови во ДИК, а она што е најважно, членовите на ДИК земаат по 1200, по 1300 евра плата. И ние имаме континуирано непрочистен избирачки список. Имаме континуирано сомнежи и сметаме дека граѓаните на Република Македонија ова не го заслужуваат и затоа за следните избори тоа ќе биде како дел нашата политичка програма и ќе инсистираме еднаш за секогаш да завршиме со Државна изборна комисија и секој граѓанин од првиот до последниот да има целосна доверба во списокот на ДИК. Инаку ние како политичка партија веруваме во исправноста на овој список, бидејќи навистина со двотретинско мнозинство и експерти и странци имаше вклучено во целиот тој процес и не гледаме зошто да не биде чист. И само на крај да заклучам, имавме ние дека имаме 150.000 украдени гласови, потсетам, потоа имавме 360, пола милион, а не се докажа ниту еден човек со две лични карти дека гласал на две места и сега што е право е право. Видете, Либерално-демократската партија смета дека списокот апсолутно мора да биде кредибилен, односно никој да нема сомнеж во него. Сега, без оглед како гласале, што гласале, најпрвин ДИК гласаше за извештај што го доби од МВР, каде што беше укажано дека дека треба да се допишат, а не. Меѓутоа, останаа сомнежи, јас ги кажав. Луѓе регистрирани по 50-60 во станот, гласачи во станот 40 до 50 квадрати.
во села напуштени, каде што нема ниту еден жител, има па неколку има се јавуваат по 200 гласачи. Така излезе директорот на катастар. Добро, излезе. И затоа ако и меѓународната заедница стоеше за тоа, не стои, нема цело време да го повторуваат и представниците на Европска унија и на САД и на другите пријателски држави, дека едно од причините за кои се бараше одложување на изборите, дека избирачкиот список не е прочистен. Значи, остана сомнеш. Се однесува до луѓето што живеат надвор. Се разбира дека тие се државјани, имаат право на глас, но треба да се одбележат, односно да се јасно да се декларира дали ќе гласаат таму или овде. Треба посебно да се одбележени на посебен дел на избирачки список, затоа што постои големо сомневање околу користење на нивните гласови. Имаме на бензински пумпи, тоа го кажав, Шапурич. Така да мора да се пречисти избирачки список и се разбира за да никој нема сомневање. Еднаш за секогаш да се утврди и ЛДП ја поддржува идеја меѓународната заедница, односно Европската унија, што го каже и господин Јоханес Хан, да се вклучи во чистењето, односно прочистување на избирачкиот список, бидејќи ќе покажат понатаму вкрстените проверки дека 42.000 се крајно проблематични, за кои што пак МВР одговори дека не се проблематични. Но само ушто да кажам, околу гласачите беше кажано дека дел од нив се наоѓаат на студирање, дел привремено, дел од нив се на многу подолг престој, иако може би доаѓаат секоја година, а дел од нив пак се трајно иселени. Ко тие се веќе 30-40 години надвор, тоа е јасно дека се трајно иселени. И затоа треба да видат, се разбира, имаат право на глас, без оглед дали си тие се државјани, ако имаат важешка лична карта или пасош, а во конкретниот случај, ако се трајно иселени, тие не би требало да имаат лична карта, само пасош согласно нашата позитивна регулатива. И тоа е еден од начините. Втор начин е во иднина, можеби, да се размислува и за активна. Но во оваа прилика ЛДП преферира дека прочистувањето, бидејќи тоа би одзело дополнително време, бидејќи активната регистрација е можеби најреална, меѓутоа таа треба да трае многу долго време и да има можности, можеби првиот пат само сега, како колку долго може да трае? Па може многу да трае. Може обично бидејќи прв пат кај нас може да трае 4-5 месеци, потоа дополнителни проверки и така натаму, но исто така ова активна регистрација мора да има кампања и за прв пат бидејќи мора да бидат предвидени и санкции. Уште една работа само околу избирачкиот список, ако ми дозволите. Сакам да кажам, тоа и Гром го зборуваше неколку пати на пресконференција, тоа е дека последните 5-6 изборни циклуси на парламентарни избори, сте политички партии во Република Македонија имаат можност да си го купат избирачкиот список од ДИК. Значи, ВМРО, ДПМН и СДСМ, не знам како е во ЛДП, веќе неколку изборни циклуси наназад го имаат избирачкиот список во своите партиски штабови. Значи, господинот Зоран Заев и тогаш и сега беше во раководството на партијата. И тогаш и сега знае дека во Република Македонија во селата на последна пошта како што било во претходниот систем, до ден денес се оставаат и писма и се гласа таму и така натаму. Да бидеме искрени, господине Шапорич, значи вие не им верувате на представниците на ВМРО, ДПМН, ДУИ, ДПА и експертите заедно, двата члена на СДСМ кои што ви кажува обложенијата, ви кажувате сега овдека. Според вас, ако ДУИ, ДПА, ВМРО и експертиве рекоа дека не е добар, а СДСМ викаше дека е добар, ке го верувавте вие? Сам мислам, не се работи. Јас не сум овде представник. Либерално-демократската партија, само да завршам. Значи Либерално-демократската партија, Гром. Вие на Гром, не сте на ВМРО, точно, претпоставувам. не сум воопшто на ВМРО. Јас имаме ние автентични политички ставови, континуирано овие 2 години, можам да ви ги набројам. За разлика. Сега, да правиме искрено молба, сите ние политички партии правиме анкети. Мислите дека кога ќе направите на анкета и кога ќе видите како стојат резултатите на терен, дека доколку барем мало водство имаше опозицијата, дека ќе бара одложување на избори од 24 април на 5 јуни па понатаму? И второ, направите на грешка. Меѓународната заедница викаше дека треба да се прочисти избирачкиот список, да се одложат изборите од 24 април на 5 јуни. За изборите на 5 јуни, после извештајот на ДИК,
меѓународната заедница, ниту американската амбасада не го спомнаа избирачкиот список како услов за изборите. Тоа да биде Само една чисто. реченица, значи меѓународната заедница Диалог. е една од цело време и на 24 и на 5 јуни еден од условите беше дека не е одвоена партија од државата, дека нема услови, дека нема услови за фер 5 јуни беше аболиција. кредибилни избори и се разбира и ден денеска го тврди тоа. Значи јас верувам и затоа ставот и на ЛЛП меѓународната заедница максимално да се вклучи во овој процес. Што нешто до аболицијата беше кажано кога се донесоа измени на закон за помилување, дека председателот рече Иванов дека нема во ниеден случај тоа да го користи. Како што слушнавме од Хани и другите представници, дека и тој ветил цврсто пред нив. Па потоа го искористи тоа право, па рече немам никаква уставна можност да го направам тоа или законска, па потоа делумно и еве денеска пред половина час или пред еден час слушнавме дека е целосно. Така да ставовите се менуваа, беше кажано и дека собранието не може повторно да се состане и од председателот на собранието пред се дека нема шанси да го свика тоа ден-два пред свикувањето, па потоа ја закажа седницата. Така да, навистина, не можеме така да се повикуваме, бидејќи навистина се покажа премногу е најблаго кажано еволуирање во ставовите на власта, односно отстапување и прифаќање на сугестиите на меѓународната заедница. Господин Ахмети, неколку пати ја споменува меѓународната заедница, странците, доаѓањето утре, аболицијата, се врши притисок веројатно во двете страни, на 4 страни подписнички. Предлозите што доаѓаат од Пренџов за составот на ДИК, предлозите што доаѓаат од ЛДП или од опозицијата за активна регистрација. Не, ние не сме за активна, викаме во иднина, не ме разбравте Драгољубиша. Значи јас имаше предлози, не е важно. Ние преферираме можеби во иднина активна. Сега преферираме пречистување на избори. Се извинувам на непрецизноста кој тоа го предложи, но имаше предлози, сакам да кажем, кои што не помина. Сепак ми се чини дека главната доверба се однесува на странците. Странскиот фактор ми се чини во овој момент доминантен. И тој предлог бргу се прифати од еден член од ДИК, ми се чини за хан. Како ја гледате улогата на странците? Помагаат? Можат да помогнат? Има ли отпори во тоа што го прават? И вие на почетокот рековте дека веројатно главните излезни решенија се одвиваат за затворени врати, за кои што ние немаме информации, не знам представниците вечера на политичките партии дали знаат за што точно се преговара. Мислам дека странците би биле најсреќни доколку не морат воопшто да помагаат на решавање на овие проблеми за кои што ние зборуваме. Меѓутоа Македонија е во Европа, е дел од Европа, географски и политички и културолошки, и они мора да се бават со нас. Затоа што ако слушаме и ако гледаме она што се случува, не само ова една година наназад, туку сите овие 25 години од осамостојувањето на ВК, речиси цело време, имаме константни конфликти без изглед за некаков наоѓање некаков компромис и некакво решение, без изгледи за градење на некакви основни стандарди на комуникација во политичкиот диалог. И гледаме дека секоја прилика се користи за промовирање на на партиските политички ставови, за зачувување на својот политички рейтинг. Значи, тоа го забележувам највеќе дека во секој јавен настап представници на партии се загрижени исклучително многу за партискиот рейтинг. Затоа ли забелешките од странците се кога упатуваат забелешки дека повеќе да мислат на државните интереси од што на нивните партиски? Веројатно во преговорите го чувствуваат тоа? Мислам дека суштината е во тоа. Они не го кажуваат толку експлицитно како ние сега што збориме, меѓутоа суштината е во тоа. Затоа што сите се плашат. Едните очајно сакаат да останат на власт, другите очајно сакаат да дојдат на власт. Тоа има и друго објаснување, има и социолошко објаснување, затоа што кај нас од социјален економски аспект има место само за тие што се на власт. Значи, тие што се опозиција, дали се професори, дали се интелектуалци, дали се луѓе што работат бизнеси, општо земено,
Поради се партизираност на поврзани државата. партизирање на 10 години, државата. да. Тоа секогаш или Не, ова е 10 една. И не тоа знам, тоа вие говорите. Несточно. мислам дека тоа е еден од она што се вика моторот на овие проблеми за кои што зборуваме. Кога опозиционите политичари би имале простор, значи не зборам за оваа опозиција, зборам генерално. И ВМРО беше во опозиција, значи не биле секојаш на власт нити и овие другиве. Кога ќе одат во опозиција, ќе имат простор за лично реализирање, било во наука, било што да работат, и да не бидат санкционирани нивните луѓе околу поддржувачи и така, може би било порелаксирано. Речи се работи за борба за опстанок и политичката борба е за тоа вака безмилосна. И во таква ситуација, кога имаме други нерешени проблеми, значи ние имаме внатрешни меѓуетнички проблеми кои што не се решени, тие сега се некако замрзнати за сметка на решавање на овие не знам како да ги наречам, идеолошки проблеми, политички опции и така натаму, стратешки некакви проблеми. Од друга страна имаме и обкружување кое што е прилично неповолно за Македонија, иако тоа понекогаш се предимензионира, а некој се подценува, сепак Македонија се наоѓа во деликатно обкружување и во таква една ситуација меѓународната заедница е приморана, така да речам, да помогне. И они мислам дека помагаат максимално колку што можат. Меѓутоа проблемот е во тоа што нивните стандарди, нивното гледање на политичките текови, на политичките процеси во Македонија е заснована на нивното сваќање за тоа како се води диалог и како се води преговори. Но, не е сегдека исто, веројатно, не е. Западна Европа, затоа и може не може се навикнат на ова Западна Европа, западна емисфера, да речеме, има еден општ стандард. Значи, ако се договорило и за нешто, тоа се прави. Значи, не се прават обструкции. Тоа може да исклуча, кај нас се правило. И мислам дека тоа е причината зашто они се толку инволвирани, затоа што гледат дека и ние тоа го бараме на крај на крај. И самите политички партии го барат од нив и они ги чувствуваат и обврска. Политичките партии, ние не сум новинар, вие сте аналитичар, сепак одговорноста е и нивна, затоа и некојаш диалогот е различен. Господин Шаполич, ќе се вратам на вас. Вие сте представник на опозицијата. Денес ќе имаме вест. Председателот Иванов целосно повлече аболицијата. Вие најавивте вашите партии дека ќе имат останоци и заедно дека ја подржувате шарената револуција и досега ја подржувавте. Што ново сега се случува во партиските редови во опозицијата? Што треба да очекуваме од вас, бидејќи едно од главните барања беше повлекување на аболицијата. Таа е целосно повлечена, што значи дека специјалното јавно обвинителство веројатно може да функционира на начин на кој што тоа се бараше од него. Добро. Иако беше негирано неколку пати од страна на председателот Иванов, видовме дека не може да се повлече, па потоа не може целосно. Аболицијата е целосно повлечена и со тоа и тој призна дека направи грешка, очигледно предизвика незадоволство и кај граѓаните, но се разбира и кај меѓународната заедница, кај нашите пријатели. Не треба да заборавиме дека самите представници на меѓународната заедница велат дека Македонија треба конечно да се врати кон патот на евроатлантските интеграции. Значи, ние самите аплицираме да бидеме член на Европската унија. Европска унија нема време да ги набројуваме кои би биле бенефити или која е потребата или реалноста, се разбира заради дефинирање на нашата, потврдување на нашата безбедност и стабилност е потребно членство во НАТО и така натаму. Значи, самите тие представници велат дека треба да се вратиме. И ЛДП смета дека навистина треба да се вратиме. Треба околу ова што го кажа, делумно се согласувам со господинот Мети што кажа дека работаме во тоа. Не само да дојде до промена на власт, да се изгради еден систем демократски плурален, каде што нема да има узурпација на власта, без оглед кој владе и колку владе и 99% да има власт, односно пратеници, се врати довербата различна во институциите на системот и да имаме ситуација на крајна поделеност, на крајна партизираност, граѓани со граѓани. Како гарантирате дека тоа нема да биде во иднина?
Па нема да биде. Како знаете дека нема да биде? Еве јас мислам дека нема да Не е биде. тоа мислам, значи кога барате ја не борба, можам луѓето да треба да гарантирам знаат, но вашите постапки треба сега да се ова чувствуваат нема дека да ќе се биде. повтори. Но Ова тоа е што беше збор. повторено. Значи нема да се повтори, нема да се повтори ова партизираност, нема да се повтори поларизираност и да се направи систем да воопшто никогаш во иднина не се повтори. Едноставно ако ги прифатиме европските вредности да бидеме една земја како Словенија на пример, како Естонија, да не зборувам за другите земји, еве поновите демократии. Во тој смисол да завршат избори, да нема никаква Шапоvić, сте биле на протестите вие? Да. Сте биле некојаш на протести на ГДОМ? Не сте били, така? Не. Па кажав ЛДП ја поддржува ги поддржува протестите, се разбира таа е организација на граѓанско општество ние како и тој е новинари, автохтон. ние како новинари, одите и ваму, да. Одиме и таму и таму. Да. Вие говорите за реформи во медиумите. Може би треба да се случат, меѓутоа реформи треба и во поделеноста на граѓанството. Да. Мислите дека новинарите кои што одат таму лесно поминуваат на протестите? Не мислам, но треба. Вашите протестанти не покажуваат никаква разлика за толерантност, иако вие велите Не сум видел дека има да бидам искрен. Јас да ви кажам, секојдневно моите новинари, јас лично бев. Исто така треба да направиме систем. Такви навреди не сум слушнал, не знам од кога. Не треба да има, не сум согласен, не треба. Па вие како ги едуцирате ватишите протестанти? Исто како ГДОМ ги едуцира своите? Има различни протестанти, кои се учествуваат таму и на една и на друга страна. Ако вие не и едните и другите не престанете да ги делите граѓаните, тие ќе бидат исто толку поделени, порадикални од вас и покасно ќе се смират од што вие како партија на зелена маса. Не, апсолутно. Значи вие не можете да гарантирате дека ќе биде подобро ако тоа не го видам пред се. Која што е 10 години на власт. Јас сум новинар и сум Добре, не говорите во ред. Јас сметам дека ја не можам да поминам ника едните, ника другите. Знаете како А иначе апсолутно герчето од која телевизија ти доаѓа и како ги поминаш. Апсолутно го поддржуваме правото на слободно информирање. И крајна линија, исто како што вие го пренесувате односно го пренесувате на граѓаните слободното право на протест. Значи, право на протест е слободно, без оглед кој го организира, дали една политичка опција, дали граѓанскиот сектор и така натаму. А ова што вие го кажувате, јас воопшто не го поддржувам. Јас само кажам дека попак се случуваат исти работи на обвинување, на предавници, на нетолеранција, исто како што вие велите дека власта го прави кон вас. Значи, ништо не е сменето. Вие можете сега да покажете друго. Само за реформа на медиумите, значи, пред се на јавниот сервис на македонската радиотелевизија се смета, бидејќи таа на сите граѓани. Така, другите се приватни, може да видат што сакаат. Меѓутоа, мора да ви кажам, па баш што сакаат, бидејќи и приватна јавна дејност имаме различни системи каде што треба балансирано да известуваат и така натаму може и реформа на законот. А се разбира, матрица може да е. Може да е, да, али треба да се пренесува едната друга страна. Треба да има во секој случај. Али јавниот сервис е, ќе се согласите со само една интервенција за ова што го зборевте. Мислам дека, иако изгледа премногу тешко, мислам дека решенијата некој се многу поедноставни. Како да се премостат овие оштри подоби и помеѓу политиката и помеѓу граѓани, кои се рефлексија на односите во политиката. Еве, ова ние вечера што го збориме, ние даваме пример за тоа како се комуницира и како гледаме едни на други. Ако ние овде или овие сега соговорниците мои кои се припадници на политички партии, доколку не може да најдете една точка дека да, во право е соговорникот, тоаш ќе биде потешко да очекуваме тоа од граѓаните да го направат, бидејќи они немаат шанса да седнат вака карши. Они гледаат телевизија, гледаат своите херои. Па мора полиција да ги обезведува да не се измешаат едните протестанти со другите. А овие бар седат на маса заедно. И очигледно дека однесувањето на граѓаните и поделите се рефлексија. Добро, и телевизиите да возможуваат дебати. На некои телевизии не го дозволуваат тоа, посебно маратона. Да се искористи тоа позитивно. Може да се произнесам? Може, господин Пенчев. Малку ве запоставивме, но за да создадам атмосфера за која што можеме да одговараме. Ќе се произнесам за се. Да, добро се насмееме малку. Прво разговаравме за председател Ѓорги Иванов. Сакам да истакнам тоа дека ГРОМ беше првата политичка партија во Република Македонија која што уште додека не беше уште завршено излагањето на председателот Иванов, ние испадивме соопштение во медиумите во кои што искажавме длабоко несогласување со начинот и постапката за аболиција на 56 луѓе, една амнестија. Еве, се извинувам, една точка на... Да. Добро. Што според нас беше неприфатливо. Следниот ден имавме пресконференција во која што истото го искажавме по втор пат. Потоа го видовме председателот на државата како често пати спомнува
странски служби, опасности од надвор и така натаму. И недавно Гром одржа пресконференција, значи ја држеше председателот Стефчо Акимовски, во која што тој го повика председателот Иванов, добро тогаш бидејќи нема аболиција, а се зборува цело време за странски служби, за опасности, го повикавме да ги декласифицира сите информации, во основа на кои што е донела таа аболиција за народот да знае што се случува во Република Македонија. Бидејќи народот во Република Македонија, како што го започнав моето излагање, ниту има право да оди на избори да каже во кој правец треба да се движи Република Македонија, ниту има право да ја знае очигледно вистината. Аболицијата се повлече. Сметаме, не добивме одговор, сметаме дека тоа е добар, исправен чекор. Да, бидејќи лично сметам дека сите ние што се занимаваме со политика, особено ние младите луѓе, ќе имавме една дамка кај луѓето која што не ќе можевме никогаш да ја испереме. Сметам дека Република Македонија треба сама да си ги решава проблемите. Ние како политички партии со помош на експертите треба сами да изнаоѓаме решенија. Јас овие пола час кажав две решенија на Гром, тоа беше за ДИК како треба да функционира и еве сега за представување државата. Она што го гледам од опозицијата е тоа што секоја идеја се чека да каже милионата заедница некоја идеја, некој да твитне од амбасадорите, таа да стане веќе нивна идеја. Како што каже господин Шапорич, тоа не е тој лично, тој долго време во политиката, но сепак неговата партија е дел од таа опозициона коалиција, каде што вели милионата заедница вели дека ова треба да се случи, а ЛДП вика дека навистина треба да се случи. Што навистина за мене представува еден нонсенс, бидејќи сметам дека ние како политички партии, луѓе кои што се бориме за определени функции, само да завршам. Јас не прекинав за оние кои што се бориме за определени функции, треба да бидеме малку покреативни, да смислиме повеќе идеи и да ги дадеме како понуда према граѓаните, и тоа е една од многуте работи за кои што опозицијата има лизгав терен и ги губи изборите. Право на протести има секој, да уништува нема право никој. И тоа многу добро го знаеме, многу средства ќе треба да се потрошат за да се ичистат овие работи. Пред да завршам со протестите, бидејќи сакам ако ми дозволите 2-3 минути да се навратам околу протестите. Потоа господин Чапорич, само сакам да кажам вака, на МРТВ ја спомнавме МРТВ, јас одлично немам намера да спомнам други телевизии, на МРТВ бев јас гостин во емисијата Акцент, на кога се играше финале на Куп на УЕФА, и тогаш бевме поканети Гром, Социјалистичка партија, ЛДП и НСДП. Сакам да ви кажам дека представникот на ЛДП и НСДП не дојдоа, она што беше многу интересно. Тело по тој имам дома снимано емисијата, така да ќе ви ја дадам. Двете соопштенија зошто НСДП и ЛДП не доаѓаат на таа дебата беа идентични. Само на крај тоа беше со почит Тито Петковски и со почит за тоа што немало да има секако избори на 5 јуни, немало потреба да доаѓаат МТВ, немале услови за избори и така натаму. Не, ова беше пред 20 дена оприлика. Па кампањата беше, ама нема кампања, нема избори. Пошто господинот Шапорич, вие често пати кажавте дека одите на протести, знаете дека од една страна се мирни протести, од друга страна имаме многу анархични протести, имате вие што протестирате, обично се криете низ превезот на демократијата за да правите анархија. Тоа се граѓански протести, не партиите ги подржуваат. Еве видете. Ја знаев дека вие за протести ги зборувате. Еви книгите, слики, како треба да бидете облечени, по книга вака сте облечени. Не знам, ја не сум вака. Вика уништување на јавна собственост, уништија јавна собственост, вика. Кој вика тоа? Ова се книгите на Canvas и другите организации спонзорирани од разни странски школи, да. Вика обоја револуцијата, еве како се бои револуцијата. Ова што беше со Србија со огледалата не е измислено кај нас и тоа го спроведуваат. Вика најдете некој човек име и направо да се срами од себе, Ѓорги Иванов, Цреб, Фикус, не знам каков е. Еве исто поигрување со нив. Треба се носи мајца, тука е отпор, кај се СЈО, црни мајци со бели вакви. Кај треба да се движат исто така има, само по главни улици, значи никако по споредни улици. Белград? Не, ова е вие што ги најмувате, кои што кажувате дека не знаете кои сте. Не сум го видел ова. Овие ве водат господин Шапорич. А не сум го видел ова, како ме водат. Не е точно. Многу ми е. Еве волчи ве гледам дека овој материјал не сум го видел и не ме води никој. Имавме ние пресконференција, гледате повеќе телевизија, ќе свадите. И ова е господине, само завршам, господин Николовски. Првиот ден и првите 5 дена можеби. Значи имаше многу луѓе кои што мака отидоа на тие протести. Мене ми е јасно дека има многу луѓе кои што не се задоволни од власта. После 10 години очекувале можеби нешто и подобро. Но реалноста е дека најголем дел од овие луѓе, како што кажав и во моето воведно излагање, ова им е нив бизнис.
Они од ова заработуваат, ние си го грдиме градот и меѓу себе се конфронтираме. Инаку да заклучиме, овие луѓе се во првиот ред, може вие не сте во првиот ред, но овие луѓе одат напред, а вие ги следите. Вие да за време што го одземат. До сега не видов некој од Канвас, ќе одговорите, не видов некој од Канвас да е затворен. Ова се книги, има и кои 3 книги се приведени луѓе овдека. македонци. Ја тој Професор Канвас само од медиуми До сум сега не слушал, сум нисум го видел. Вие поише занимавате со Канвас, не Одиме. ја поима Кој го уништува градот, не може да се занимавам кој го уништува градот. Ајдете во тој Канвас. Одиме со реклами, па се враќаме ќе ме кара за рекламите. Ја молам Ај, термините ова да се фиксни одговорам само за уништување. одговорите. Па мали се. Ајде прво со Ибрахим Мехмети, па шапри со Мислам, ова со сликиве, стварно не знам, прв гледам такви слики и не знам која е целта и која е позадината на тоа, но мислам дека доколку се каже дека нашите граѓани, сограѓани кои што протестираат, од таму гледале како, мислам дека тоа е подценување на самите граѓани, бидејќи не верувам дека луѓето сите оделе таму на некој курс па да Не го реков ја протестираат. тоа сега. Да, ма ставате така зборови во устава, тоа молам, имплицира. реков дека тие што го водат и организираат тоа добро заработуваат и тоа се факти. Тоа е тема што истражна тема. Што треба да ги најдете тие луѓе што заработуваат, па што биле таму курсеви. Кои ги вртеа по телевизија. Сакам да кажам дека тука има илјадници луѓе кои што немаат појма ни и ја не знам кои се тие што се бавам со ова и сум нели човек што е информиран. Значи не има секогаш може да се најде аргументи да се потцени другата страна. Као што може да се најдат полно прирачници каде што владата како ги манипулира своите следбеници, но тоа не значи дека владата читала таму како. Тоа се такви, мислам, непотребни дискусии. Проблемот е што имаме, значи, очигледно една нова генерација, тоа треба да бидеме свесни. Зборевме за млади политичари, тоа е добро, но истовремено се раѓаат и луѓе кои што размислуваат независно и тоа не дека немало порано, сега таа маса се зголемува, бидејќи луѓе се поинформирани и тоа треба да се анализира на еден конструктивен начин. И секоја паметна власт треба да види како да ги придобие тие луѓе, како да ги слушне нивните барања, очекувања и да ги убеди во својата политика, да речеме, а не да ги потценува. Тоа важи за опозицијата, бидејќи кај нас мислам дека е општ проблем дека политичарите, политичките елити немаат слух за луѓето што се надвор од политичките партии. Не може да ги свата зашто некој не е со нив. И тоа беше и во минатиот систем и сега. Може би сега еве вие како по-нова генерација кои се поинформирани, живеете во време на интернет, ќе го промените тоа. Меѓутоа, до овој момент јас сум убеден дека не постои доволно разбирање за важноста и за потенцијалот што го носат овие граѓански движења, бидејќи тие се користи за државата. Сега политичките партии треба да имаат своето место таму. И партиите се корисни за државата и партиите треба да бидат корисни за државата. се разбира професија на некои наши политичарите живеат од тоа и тие се должни да ги остварат очекувањата на граѓаните. Кои што гласале за нив, нели? Да, сега сум јас така. Па и за тие што не гласале за нив. Ако сега се на власт, околу тие се на сите, нели? партиите се разбира, но дека треба да има слух за граѓаните и за граѓанскиот сектор. Во секој развиено демократско општество, граѓанскиот сектор и граѓаните се коректив и на власта, но и на опозицијата. Мислам дека овие протести се организирани на вистина од граѓанскиот сектор. Јас не знам се кој учествува. Ако се вели некои повици, ја не сум ги ни видел вака, но има исто така на социјални мрежи објавени повици за членовите на власта, задолжително присуство, не знам, на ГДОМ протести таму и таму, собирање и така натаму. И што се однесува за ЛДП, јас можам да кажам дека навистина нема никаква присилба врз нашето членство, ние само ги поддржуваме, што значи нашето членство доброволно се одлучува дали иде или не. Да. Вие споменавте на почетокот, бидејќи е една од важните теми вие на почеток ги споменавте и формирање нова влада што ќе спроведе избори, така? Говоревме, често се говори за состав на некоја влада. Ме интересира опозицијата брза кон предвремени избори или не брза? Значи за мене и за ЛДП најбитно е да се овозможат кредибилни избори и што е побрзо можно. Кредибилни избори, кажавме со пречистен список во кој што никој нема да се сомнева
и кажав како што беше со активно Кога учество. предвидувате дека е најдобро да си па, оваа најдобро година би- или до година? Значи најдобро според мене, зависно од како ќе се врши избирачкиот список, ние можеме да кажеме и за 2 години па да не го направиме. Значи мора да се работи кон она што ќе биде зацртано. Јас мислам лично ЛДП се залага што побрзо да се формира преодна влада. Некаде според мене на почетокот на јули и да Која е овозме. таа преодна влада? Каков состав на преодна влада е таа? Значи јас мислам дека состав на преодна влада би бил поддржан од 4 политички партии, затоа што Тоа е тие треба да ја како гласаат. што беше досега Па јас со мислам 20 министри. и малце во попроширен состав сметам, ќе видиме Но овој тогаш- утре доаѓа Јоханес Кандел, ќе продолжат, ќе се интересираат утре и заутре диалогот, ќе Може да доврши. каже, значи, ние како ние сметаме дека треба да биде. Сега, морам, како треба да биде и што да биде. Значи, очигледно е, зошто дојде до Пржинскиот договор, каде што е гарант меѓународната заедница Ние не го и поддржуваме четирите. како партија. Добро да, вие сте исклучок. Четирите политичките партии и вашиот коалиционен главен партнер ВМРО да го поддржа Пржинскиот договор. Ќе има ли нов Јуни, договор јули, Пржински? Па сигурно некој дополнување Сега ќе биде. слушам такви сега муабети зошто нашите пријатели се мешуваат? Очигледно дека кризата не се реши. Господинот Мети рече, добро би било да се реши. Треба да се постават одредени темели по тоа да се делува. За да се вратиме, како што кажав, на евроатлантскиот пат. Сега, таа влада мора да гласат политичките партии, се разбира, но по мене таа треба да има поддршка и од граѓанскиот сектор, и од граѓаните, да стекне доверба дека може да ги организира целосно фер и демократски. Изборите, кажавте за термин, еве и тоа ќе ви кажам, според мене, зависно од пречистување на список. Значи, најважно се спроведе тоа. Можеме да кажеме и утре да биде, ако се спроведе или за 2 недели или за 3 недели. Според мене тоа крај на октомври, а ако не може, тоа заедно со локалните избори како крај рок. Но, мора да се работи на она што што е договорено и што ќе се договори. И да се создаде таков кредибилни предуслови, односно предуслови каде што никој не ќе се сомнева. И каде што ќе имаме избори. Станција треба да гарантираат, бидејќи никој не му верува во држава, ќе треба во станција. Словенија не е така, во Естонија не е така. Такви избори, таков систем да имаме, па потоа да се создадат одредени норми и за предизбори и потоа, па потоа. Чекайте, ајде повелете, да не бидам јас, тој бидејќи имаме Ајде, друг Шапорич. на партија да не изиграм јас. Секоја нормална демократска држава, најсилните закони се носат со двотретинско мнозинство. Така ли? Секогаш има една третина која што може и не се согласува. Но, кога е некој многу важен закон, со двотретинско мнозинство и тоа е така. Претежно зависи која област, државна што- на што- управа, која област? локална самоуправа, кај што се вие некои други да правосудство. Државна и изборна така комисија трет пат ви кажувам, 2/3 гласа дека овој избирачки список е чист. се одложија за Само тоа. 20 членови од СДСМ велат дека не е чист. А и ДУИ, ДПА, никој не партиципира. Дуи ДПА гласа, нивните представници дека имаме чист избирачки Ама не се список. појавија на избори, Експертите гласа дека Само имаме. ВМРО да не поднесе листи вие Ама во зашто таа. ова друга тема преминувате? Па тоа е никој Дали не веруваше. 2/3 од ДИК вери дека имаме чист избирачки список, да или не? Па кој? Господин Шапович, дали 2/3 од ДИК вери Па ќе дека ви имаме кажам, чист представници на- избирачки? Дуи, ДПА, Без ВМРО представници на експерти. СДС и без председател, добро? Не, без представници на СДСМ. И председател. Председател не е на СДС, Второ, како господин вие се Шапович. овие не се. И вие и јас знаеме дека Председател не е најлошо СДСМ. нешто што може да го направи било кој политичар кој си го потценува сопствениот народ, на кој што никој не утре треба оди и му потценува. бара глас. Така е. Не можете вие, определена политичка групација, да добие 500.000 гласа. Ние да добиеме 32.000 гласа. Вие добиете определен број на гласови, за потоа тие гласови да не се пресочат во собранието, па потоа во владата, да бараме преодна, завршна, техничка за влада. сонежите, не за Не е друго. во ред, професори. Во Естонија, не е реков, во не ред за бара. никого. Ова Па ќе не е во помине, пак Естонија. треба да отидеме да побараме поддршка од граѓаните. Не е во ред. Се знае. Оној кој што победува на избори има мнозинство во собранието и формира влада. Пенџов, исто ве прашувам и вас. Кој брза сега за презремени избори? Власт или опозицијата? Вака ние како Значи го прашав Шапорич, ве прашувам и вас. Вас ви одговара побрзо да има Јас како или од она што го ако нема гледаме избори, сите, гледаме тоа е дека што? власта брза за да оди на избори, уназад повеќе од година дена, затоа што сите анкети покажуваат на убедлива победа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Проблематични се анкетите. Не се проблематични воопшто анкетите, се прават од сите реномирани и странски и домашни агенции и соноците секогаш тука. 1:2, ако се гледа само ки македонската популација, односно се гледа
1:2,3. Значи и вие го знаете тоа, и јас го знам тоа. И вие и јас знаеме дека доколку Ај само да кажам за анкетите, малце. Еве ја ќе запрам, вие повелете. Ај, само за анкетите вака да ви кажам, јас се извинувам што прекинав, значи анкетите прво, сите го знаат тоа, за да се дојде до примерок од 1000 испитаници, потребно е 5000 луѓе да им се обратите на 5000 луѓе. Што значи е многу проблематично. Потоа имате голем број на неопределени. Телефонските анкети и така натаму кај нас анкетите се многу проблематични. Значи, а вистинскиот резултат ќе биде на изборите, ако се на кредибилно и така. Да не се задржуваме на се што е проблематично, бидејќи се е проблематично, избирачкиот список, ДИК, анкетите, изборите. Значи, ја не знам што може да се ништо не е пати. проблематично. Се е како ја одговара моментот. Значи, Ако јас водам во Значи, немаме криза. Струмица, извинете. Извини, немаме Ако криза. јас водам во Струмица и кедите викаат дека победувам, тогаш се е окей. Ако водиш во Куманово, тогаш се е окей. Ама кога ќе дојде на државно ниво да се гледа, кога мора да ги ставиме по изборни единици и гласови, кога гледаш дека си 1:2 губиш, тогаш веќе ништо не е окей. И тоа го знаеме сите. И јас и господин Чаполи знаеме како стоат анкетите, бидејќи сме високи представници на нашите помали политички партии. Видиме на избори и како точно стојат ги има знаеме различни работите. анкети. Ако Видете, ако вие сте лидер на опозиција, и ако често пати се фајде дека позади вас стои народ, граѓаните на Република Македонија, и дека сте многу силен, јас ви уверувам дека ниту едни анкети, ниту една ДИК нема да ве поколебават да испаднете и да победите на Па обратно, избори. ако сте Ние лидер на знаеме власта, зашто ако сте Власта убедени дека ќе ќе се победите, пати- ќе прифатите пречистување на список, ќе Па прифатите прифативме, професоре, па ДИК е нов. Ќе прифатите барања сите. Ако седевме лани овдека, опозицијата, и ако да. ве прашав што е најбитно за опозицијата, ќе ми кажевте да влеземе у МВР и труд. Не. После А ако ве ЛДП не прашав е што е влезен никаде. најбитно, Кај е влезен ЛДП? тоа за жал. Ако ве прашав жал, не, што за жал не е влезен. ако ве прашав што е најважно, влезен што е најважно во септември, ќе кажете да има СЈО. Ако ве прашав што е најважно во јануар, да се даде Груевски оставка. Што е најважно во декември, да имаме нова ДИК. Опозицијата, власта пошто знае дека ќе победи на избори, Ама, целото тоа го Можеме ние да зборуваме бидеме во име на реални. целата власт и целата опозиција, ако се согласите. Ние сме овде пред се представници Да, на нашите да политички кажем, вие партии. сте Јас представници Може на да вашите спомнеме политички дело, партии. ама не можеме да изиграваме А колку сте адвокати на- сигурни дека Јас едните не и слушам другите... ничи адвокати. Ја ќе сега ви Вие кажам. самостојно ќе настапувате и вие? Само секунда, ние Не, настапувавме се најуште, самостојно пред 2 години, освоивме 34.000 гласови и сме единствената политичка партија во Република Македонија која што влезе во собранието на Република Македонија покрај двата големи блокови. И сме многу горди на тоа, затоа имаме многу изработено и во текот на овие 2 години Гром континуирано настапува со пресконференции во јавноста, со своји автентични политички ставови, пример ние доволно од пржино. Не го почитувавме, против СЈО, гласавме Ќе пратиме против фактура одложување за на избори, така што Политичка... Да. Сега само да ви кажам. Значи, Пратиме. ЛДП се залага во иднина, ако И не ви, се и оние вас, избори, пратете, па нели сме представници на партиите. Да. Во не е затоа МТВ. зборуваме за ЛДП, Па нема бесплатна политичка па и се разликувате програма. од МТВ. Зарем МТВ би требало За пропаганда што Таман зборите работа- сега типол треба да не платиме. Таман работа на вашата телевизија да ви е узор МТВ. Тоа дебатата Не, ние ќе зборуваме затоа- беше затоа ви за каним. кампања која што не постоеше. Значи ние се залагаме Ама не дојдовте. за отворени, немаше кампања, немаше избори, како да дојдеме. А само или- кампањите ги гласачите вие? Не, па тоа беше колку што ја знам, емисија Че се за рековте предизборна дека не знаете, сега програма. знаете. Не, после ви објасните, тоа беше предизборна програма, а бидејќи опозицијата рече не учествува на избори, како да иде на предизборна. Али еве да довршуваме. Ние се, ама добро, еве сега. Завршете, па да... Значи, ние се залагаме континуирано за овие избори, може би не, но следните мора да биде една изборна единица Република Македонија. гледам повторно се отвара таа тема. Да се развие Да не и по-анализира, таа на маса. отворени листи, па што се однесува до Ама нас ние договорени сте со СДС, бидејќи... Ние ова пред 10 години го Знам, кажуваме. заеб, излезе со тоа, ама некако брзо бидејќи Пренчо немаше... беше во ЛДП кога го кажувавме тоа пред 10 години е тоа. Затоа реков ми е жал што ЛДП немаше ни еден од тие 8 души. Порано бевме 1:3 бевте со СДС. Да, малите партии го барат, ама големите не ви даваат Влада, вие немавте ни еден од тие. Тоа е исто Не знам, важно. два министри, Убедете да. ги странците да влијат кај На што? за една изборна За една единица. изборна Нема единица? да пројдете ни кај СДС, ни кај Не, ВМРО. една изборна единица. Само ќе кај дојде. странците. Тие ако Ако не на предложат... овие избори, бидете може ќе- уверени, памтете го зборот, дека на следните избори... А тие се секоја година да се до година ќе. Ама како и ќе да е. биде една изборна единица со отворени листи. И тогаш ќе се развие она поларизација. Тогаш ќе има и за други... Тоа е професоре. Да. Да. Тоа е добро. Тоа е За демократија пред се, не за Поведете. партиите. Представник на ниедна партија. на непартиски. Сега Беше вие ми е лесно на ни. Мојата партија вели вака, така.
секогаш има аргумент за... Да. Имам и лично мислење, кажам, Да. не само мојата Да, партија, нели, наравно. мислам дека во една претходна емисија Љубиша ги опомена неколку соговорници дека се поканети како мислечки луѓе, нели? Така, без разлика. Пишува дека се представници на не мора партијата. се да доаѓаме со секој збор да партиски- почнува со партиски програми. нашата партија. Да. Значи, нели, не сам да видам да звучам грубо, али мислам дека треба малку да гледаме пошироко. И тоа е и ова е слика на нашата реалност. И ова додека ги слушав двајцата мои соговорници, потсетив на една непријатна епизода од распад на бивша Југославија, која еден војник кога го прашува на Јутал беше, вика, што правите? Вика, ние кога ги напаѓаме, а тие кога ги се бранат. И ова со овие два политички блока, значи цела година, цела меѓународна заедница, граѓани, парламент, уставни суди, не знам кои, зборува и повторно сме кај што бевме пред една година. И навистина треба некој експерт да направи истражување, кој што рекол, кој што направи, за да видиме што е проблемот, зашто ништо не се помисли и се зборуваме за нов договор, а стариот остана не завршен. Охридскиот договор иста приказна беше, со овој пржинскиот е Пржина 1 по Пржина 2, да не зборам овие меѓупартиски мајски договори и така натаму. Значи, ниеден договор не се испочитува. И тоа е дел од проблемот. И зошто немаме решение? Мислам затоа што не постои сериозност. Ја морам да кажам дека не постои сериозност во пристапот и во преземање на обврските. Во моментот кога е потпишан овој Пржински договор, без да преюдицирам кој е добриот и лошиот во приказната, сакам да кажам дека се работи за несериозен пристап. Мислам дека е потпишано колку да се задоволи некоја форма или некоја страна, веројатно трета страна, меѓународната заедница, да се каже дека ние сме конструктивни, да, ќе потпишеме, ќе го направите тоа, да, ќе го направиме. И кога треба да се прави, секој се заборел на своите обврски и гледа да го обвини тој другиот што не направил. И кога се потпишува договор, мислам дека секој треба да е свесен дека другата страна ја прифаќа како равноправен соговорник. Без разлика, не можеш ти после потпишуван договор да кажеш па вие сте криминалци, вие сте платеници, тоа не води никаде. Тоа е несериозен однос кон граѓаните прво. Зашто граѓаните, и јас сум еден од тие граѓани кога гледам. Тоа е затоа што веројатно цело време се води изборна кампања. Мислам, чини затоа што партиите дневно се обраќаат до граѓаните, обвинувајќи другата страна за да може да зборуваме рейтинг, но како што рековте, за затворени врати, веројатно лидерите на четирите политички партии нешто договараат. Не случајно доаѓаат странците, но дали им го кажуваат договореното на не мора да кажете како направат тоа што е потпишано. Не знаеме. Ја нечем да знам, не мора да знам секој детал што зборувани во тие затворени простори. Тоа што е потпишано, тоа го знаеме, така? Барем би требало да го знаеме. Тоа е тој договор. И нека го направат тоа. А што зборат они, како зборат, тоа е друго. Ако се промени некој став од тој договор, треба да се каже зошто се менува. Не може да кажеш не ми се допаѓа, јас се предомислив или сега нема да го правам ова, ти не го направи. Тоа е бесконечно меѓусебно обвинување кое што резултира со ова може само се забуна општа. Многу тезата е таа дека многу е ние како политичка партија континуирано се залагаме овие 2 години дека сите проблеми и сите дилеми во Република Македонија треба да се решаваат во рамки на институциите на системот. Затоа ние не го поддржувавме договорот од Пржина, бидејќи никој немаше даено таков мандат на четирите поголеми политички партии. Но странците го дадат тој мандат. Значи ние самите Република Македонија така продолжи се гради таа. И знаете како ако нешто успеа на социјалдемократскиот сојуз на Македонија во овие 2 години е тоа што успеа да ги донесе мировата заедница во Република Македонија не да помогне, туку да одлучува за иднината на Република Македонија, а не ние кои што живееме во Република Македонија. Ние како политичка партија се разбира како исто како што зборуваше и господинот Мехметије, че стратешки определени се Европската унија и НАТО, но секоја држава, секоја амбасада си има сопствени интереси во Република Македонија, ние немаме ништо против тоа, но Република Македонија има сопствени лични и национални интереси кои што мораме ние да седнеме вака на маса, да се погледнеме во очи, да отидеме на избори, кој е подобар, нека победи со цел државата да оди напред. Јас мислам дека треба да се изгради еден систем
на комплетна демократија, согласно европските стандарди, и тогаш нема да биде ни битно кој ќе биде на власт, нема да има пресии, нема да има притисоци, нема да има диалог. Со господинот Мехмети што кажат дека ние овде постојано, односно пречесто се споменуваат политичките партии, јас овде изнесов и некои своји ставови, но исто така и од ваша страна бевме така представени и така поканети. Не е тоа спорно. Не е спорно, така да дел и тие, но јас ви кажав, слободен сум да кажам и своји лични убедувања. Инаку, дека ние самите треба да се договориме, тоа сме сите меѓутоа не успеавме, сите сме согласни, иначе не би имале политичка криза. До пред година-две, може би некои викат нема политичка криза, се створи политичка криза и ние сакаме да одиме врвен приоритет нашиот враќање на евроатлантската интеграција, бидејќи тоа е нужно за Република Македонија и за граѓаните. Немаме друга алтернатива да имаме. Што велат вашите информации? Дали е можно доаѓањето на Хајндл да биде повод за уште една лидерска средба каде што може би ќе се најде. Можно, тој 3 пати доаѓа, па потоа високи представници на СД доаѓа, сигурно дека ти не доаѓа 2 дена, 3 дена да престојуваат овде, да не разговараат и да не преговараат. Сигурно дека е можно и дека ќе дојде до таа средба. Велат хрватите на термин учинковито, значи неговите доаѓања се учинковити, има некој резултат после тоа. Па веројатно ќе има. Јас верувам, па секоја криза мора да се реши. Што побрзо се постигне политички договор, како ќе го наречеме, анекс 3 или нов договор и така натаму не е битно, но она што е најбитно да се имплементира, како што кажа господинот Мехмети. Тоа е најбитно. Тренџов, имате сознание дека се подготвува и дека дали таа лидерска средба пак ќе ги реши сите прашања или разликите ќе останат? Апропо, вие рековте дека не сте за Прашинскиот договор, веројатно останувате и понатаму на такви договори, но прагмата вели дека Македонија мора да се решава сте своји проблеми во рамки на институциите на системот. Тоа е наш став на Гром кој што го градиме 2 години, го аргументираме континуирано. За жал излегува дека сме цело време во право, дека никаде не водат тие разговори скриени со покровителство, со улеснувачи, со договор на англиски, меѓународен договор. Ние жал што се доведовме до оваа ситуација како држава, така што немам информации што би се случувало со господинот Хајндел. Тој доаѓа трет пат во Република Македонија за помалку од 1 месец. Чекаме да видиме што ќе се случи, па потоа ќе можеби ќе коментираме. Добро, одиме со реклами, а потоа уште по 1 минута завршни мислења околу кризата. Реклами, ќе ви благодарам. Ќе почекаме уште едни реклами, а потоа се враќаме во отвореното студио на телевизија. Еве сме при крај на отвореното студио. Господине Пренџов, за крај, рековте него признавате Прашинскиот договор, но очигледно дека дали стариот или нов Прашински договор ќе не носи на патот кон излез од кризата. Вие пак сте политичка партија која е дел од политичкото милје, го признавале или не го признавале, веројатно по тоа, доколку овие лидерите на 4 партии го прифатат, ако има амандман или не, ќе треба и вие да се однесувате според тие правила на игра. И дали мисли дека ќе следи и кога ќе заврши реално кризата? Ние како политичка партија имавме пред некој месец пресконференција на која што го повикавме претседателот на ВМРО-ДПМН господинот Груевски и претседателот на ДУИ господинот Ахмети да преземат одговорноста во своји раце како 2 партии носечки и во владата и во собранието, како 2 партии кои што практично се одлучувачки за еднината на Република Македонија во овој момент, бидејќи го имаат мнозинството во собранието, да земат одговорноста и да пресечат што ќе се случува во Република Македонија. Нашиот предлог беше или брзи избори, или избори во редовен термин во 2018 година, бидејќи тогаш и сега сметавме дека оваа ситуација повеќе не е поднослива, дека има многу негативна енергија помеѓу граѓаните, дека се случуваат девијатни појави, дека имаме анархистички протести кои што се кршат се пред себе како некое цунами. Не се толку се фарба, нешто ме не се крши. Повторно, професор. Добро, извини, ајде, ама не се крши, ја ќе кажам, добро. Извини. Така што сметаме дека овие избори, како што кажав и на самиот почеток, оваа криза мора да заврши со избори. Веќе не е криза, веќе станува една агонија за граѓаните. Економијата многу ни трпи, фирмите меѓу себе многу трпат.
протекот на средства се затвара континуирано бидејќи луѓето штедат, не знам што се случува утре. Така што сметам дека или треба да имаме брзи избори или да си имаме избори редовен термин во 2018 година. Ги повикавте, рековте лидерите Да. на ВМРО ДПМН не дуи. Тоа беше некаде во април месец кога се случува да ќе се оди на избори или нема да се оди на избори и Гром беше единствената политичка партија која што гласаше против одлагање на изборите, односно преместување од 24 април на 5 јуни. Добро, ама очигледно дека тоа не е толку не нашло на разбирање кај оние на кои што им се обративте и веројатно проценките били дека тоа не е најдобро решение за кое што вие се залагате. Значи времето ќе Нема покаже толку. што е најдобро решение. Ние Во овој сметаме момент, да. во овој момент дека или треба да имаме брзи избори, или треба да имаме избори во 2018 година. Избори на кои што ќе одите вие без опозицијата и без дуи. Видите, ако Не ве радвам, имате затоа вие што политичка партија ако која што не сака да оди на избори, пресечувањето би секојдневно било измислува тоа. различни Оти причини се друго е зошто да не оди на компромисно избори. пресечување А како се да само да оди на избори? Не знам, јас Што само да ви кажам. направиме? Спротивно, едното е другото. Значи, или пазарење до безвест, или Господине пресечување. Николовски, јас ќе имав можеби повеќе коментари на оваа тема, доколку сите проблеми ги решаваме во собрание, каде што има јавни Ама сега седници, има каде што собрание, оние кои што значи, ги гласаме, гледаме собранието што се почна да случува. функционира. Да, ама одлучуваат четирите лидери на поголемите политички партии со милионата заедница, каде што ние како политичка партија Така е. не учествуваме и не можам да Така е. коментирам бидејќи ги немам Така е, информациите. така е. Шапурич. Добре, јас само малце да кажам околу дека тоа има анархија, дека се уништува, не е точно, затоа што најпрвине и самите представници на власта за исти постапувања дава цело време прекршочни пријави по закон за јавна чистота. Сега нагло се и се што се, затоа што е шарано, обоено, се прогласува, има, односно, повик за разговори, кај што се ставени елементи на некои кривични дела. Но, да се вратам на главното прашање, а пред да се вратам на главното прашање, мора да ги поздравам ваков начин на дебати, да го поздравам што вашата телевизија го прави, бидејќи навистина и овие четирите политички партии, но и другите политички партии, и се разбира аналитичарите и така натаму. Било кој попуст на фактурата. Да, треба 10%. треба да има дебата и да се пренесат одредени пораки на јавност, односно оно што се вели во без оглед на обоеност или политиката, да се слушнат различни ставови. Сега, јас мислам дека оваа политичка криза ќе заврши наврго со некој договор за преодна влада и дека ќе се постават конкретни услови со конкретна динамика за решавање на овие проблеми, што ги кажавме за регулирање на медискиот простор, потоа за избирачкиот список, условите, составите и така натаму на избирачки органи. И верувам дека до крај на јуни, почеток на јули ќе дојде до договор за преодна влада. Тоа е моje мислење, ќе видиме. Јас не учествувам исто така ЛДП директно на овие преговори, но нашите ставови ги пренесуваме јавно и во рамките на опозицијата и дека ако веќе ме прашавте кога избори, јас мислам или крај на октомври или во март со локалните, затоа што е подобро, побрзо, али да се најбитно да се исполнат. Мала разликата, пола година. Па не е мало, октомври до крај на години си реков, па мала е тоа неколку месеци, 3-4 месеци. 3 месеци. Добро. Изброив до 5 да не коментирам. 4. Да не ме сватат погрешно дека посебно кон опозицијата имам забелешки. Со прашање или без прашање? Со прашање нека биде. Не го прашав намерно Шапурич затоа што ќе немаше време за вас. За во една минута, бидејќи сте генерално представник на невладиниот сектор, на експертскиот, граѓанскиот сектор, пошироко сватам. Цивилното општество, пошироко, опозицијата регуламе, кога не сме во функција. Ја брани шарената револуција и граѓанскиот сектор, не сваќајќи дека тие се пред нив, овие одат зад нив. Дека во иднина тоа може и не многу да биде благопријатно за нив. Се разбира. Мислам дека Они има... гледаат се, ама некој друг ја води битката за нив. Без разлика што се измешани таму и тие Да. фрлаат топчиња со вој. Токму тоа сакав во овој правец да кажам нешто. Има впечаток дека политичките елити и политичките партии Македонија или државата воопшто ја сваќаат како добро за еднократна употреба. Доека сме ние на власт или доека сме ние во опозиција, како да е на власт. И не се води многу сметка за последиците по
развојот на државата и на општеството како такво. И додека тоа не се смени, мислам дека ќе имаме проблем и ова во самото прашање содржи и оваа дилема околу тоа како политичките партии го сваќаат цивилното општество. Значи не зборам за невладините, туку за граѓанството воопшто. Да, во еден момент на некој им одговара, ако гледаме ние со отворени очи ќе видиме дека и таму имаме поделби, што е нормално, сегде тоа постои. Значи имаме поддржувачи на опозиција, имаме поддржувачи на власт. Тоа го видовме Само да сумираме на брзинка. и на улици, да. Ќе ни скарат. Мислам дека треба еве да видам пократок, треба да го смени начинот на размислување и начинот на зборење. Затоа што секој од нас дава пример на некој, дали се луѓе од спротивниот табор, дали се наши следбеници, дали се наши блиски луѓе, сите не гледаат и мислам дека секој има одговорност за тоа што го кажува и тоа што го прави. Особено тие што имаат и моќта во своите раце, значи да одлучат дали ќе го направат ова или нема да го направат. Ние сите збориме треба да има, не треба да има избори, ваков онаков список, ама одговорноста лежи кај тие луѓе што треба да го потпишат тој или пак треба да овозможат тоа да се оствари. И мојот апел би бил да тие луѓе станат свесни за својата улога што имаат во поширок смисол на збор, значи не само за тоа што го прават, туку и нивното влијание во општеството. И сите ние треба да размислиме и околу тоа. Ви благодарам за вашите ставови, партиски или лични, или граѓански. Ве поканувам во било која наредна емисија која ќе најдеме можност заеднички да дискутираме. Вам, почитувани гледачи, на вниманието, довидување и пријатно.